Луди и болни, сакати и лепрозни, слепи и глуви, жители на оваа болница. Чујте какво слово вечерва ќе излезе од устата на оној кој бил, кој е и кој ќе биде. Ме викаат Господ, оти управувам со чуден свет. Оти сказанија знам ини и вистините, и оти Господар сум на сенките, што наместо мене ќе зборат вечер. Во старо време, многу жени грабнати биле од змеи. Аждерот во пештера ги носел, па во постела своја ги намамувал со грудка шекер бел, сладок на заборавот прав. Која жена од него ќе каснела, благо во уста, но горко на душа носела. Оти вера своја намразувала и заборавала рода своја. А кога девојката ќе ја врател назад, на ништо не се сеќавала таа. Па со својот саканик легнувала, ако ништо не било. Па раѓала дете со крилца, што ни татко, ни предок си знаел. Но, да не зборувам јас, оти за миг или час ќе се случи тоа овде пред вас. Синко мой, од оваја болкница си зачнам, мајка ти кога ја грабев. О, змеју, чинам од мое семе детето кешки белки мислам зачнато е уште пред да ја грабиш. Ето случило се. Тешко мене. Не помням од која сум ти род и пород. Ето случило се. Со бој, со денкето мештатко, нека се најде. Стойте, пожалствуйте. Ако детето не знае кој му е татко, тоа само ќе го каже со јаболко златно. Пожалствуйте. Затворено е, господине. Јас од затвор, а вие затворени. Можеш последно овде да влезеш како дома? Сакам да ти кажам дека ми е жал. Написи ги си. Сакам да разговараме. Нема што да разговараме. Си залюби
Ја сакаш уште? Па да ја плати 7 години, имаш право да ја сакаш. Право да сакам. Сакам да знаеш дека ми е жал. Веќе кажа. Што те промашив. Да те погодев, ќе немаше право да ми кажеш дека имам право да ја сакам. Кукла. Дојди вечер на старото место. Ќе разговараме. Значи добро видов. Студено ти? Мене цел живот ми е студено, ама ти сега гледаш. Порасната сум. Си. Зошто е така во животот? Немаш цицки кога ти требаат. Ти растат кога веќе не ти се потребни. Тогаш сакав да бидам сестра ми. Сакав со мене да правиш сенки, не со неа. Кога еднаш била се разболе, те замолив да ја заменам, ми рече... Не можеш да играш девојка, ти немаш цицки. Цела ноќ плачев, кукла. Еве ти адреса. Виена, што прави таму? Шета по модни писти. Пиша дека вози кабриолет, гревче. Нема покрив над главата. А зошто замина? Еден ден, кога те затворија, дојде еден човек од Виена, моден креатор. Запад лудувал по наша кожа. Му остави еден куп пари на тему и му рече да најде локација за кожарница. Тему излезе од војна болница, не е веќе психијатар. А Кука доби кафеана. Зошто не ми пише? Кога ти пишав за детето, ништо не ми одговори. Што да ти одговорам? Ќе пукнам, ако е тоа, ќе пукнам! Сакам дете со твои очи. Сакам дете. Го роди и го фрли пред вратата на мајка ти Цвета. Замина кај змија. Кој змија? Тој од Виена змија го вика. Со кој друг била? Бакни ме. Па ќе ти кажам. Темо. Татко му на Кука? Па Бела не спие со тие што ги сака. Самоубийците кои немаат храброст да се спирнат куршум, се убиваат со неумерен секс со тие што не ги сакаат. Немаш причина да се убиеш пред некого што сакаш. А Бела уживаше да си повредува за раснати рани. Само што ќе фатеше кора раната, таа ќе почнеше да ја откорунува. Кука знае за Тему? Не. Ама и да знае, не смее да му писне. Ќе му ја земе кафаната. Тема никогаш
Никогаш не се соблекол ни по кратки панталони поради ногата. Толку ли си класичен? Па не мора да се соблече. За таа работа имаш лиц. Прашај ја Бела што има темо тетовирано на ќопавата нога. Што? Да видиш Цецо што има темо тетовирано на ќопавата нога. Не сакам, ми реков. Не сакам, види ти ако те интересира. Веќе видов, рече. Змија. Кој ја исече јаболкницата? Но татко ти Арсо, да не ни текне пак да се собираме и да се занесуваме. Ајде, кажи што имаш да кажеш, свршеницата ме чека дома. Ќе се жениш? Со кого? Со Цеца. Работи кај мене. Паметно. Ја сакаш едната, а се жениш со другата сестра. Ти си луд, кука. Знаеш дека мајка ми се обеси? Не знаеш. Знаеш каде? На Јалокница, полуден. Дознав дека и некој мој дедо полудел, значи тоа е наследно. Јас сум следниот. Ево, ова дрво е проклето. Под него почна и тоа со сенките. Слушај, сакам да си одиш од мојот живот. Ќе ти дадам пари, само оди си. Од градов, од држава на земја. Остави ме да живеам како сите други луѓе, да станувам рано наутро, да јадам 3 пати дневно, да ми јам зави на вечер. Како можеше да кренеш нож врз мене? Го натерав Темо да ти напише лекарско уверение за да те спаси од затвор, а ти во суд крена нож врз мене. Рече дека Бела ја турнала светјата, ќе ја пушташе у затвор и рече уште. Знаеш што рекол? Честит судио, таа е малолетна, а курва се бацуваше на кино со мене како курва. Вистина ли е тоа дека сте се бацувале? А вистина дека детето е твое? Тоа бе опасни игри, кукла. Беа опасни за тебе! Кога играш сенки, немаш тело да ти прави друштво, дух си, сам на светов, а ти не можеш сам, ти требаат луѓе, поим кој не постои. Како им е името на луѓето, не знаеш, а како ми е мене името, знаеш, но се криеш во толпа. Не можеш да заспиеш ако немаш таа твоја толпа кај тебе. Ќе се жениш со Цеца, зашто ти е страв да заспиеш сам. Но кога ќе умираш, кука, ќе мораш тоа да го сториш сам, не ќе може никој да ти прави друштво. Имам само 17 години, светот се вртеше околу мене во полен и лудило. Обична алергија на полен по пубертетот јас немува. Не беше алергија, беше секта, стариот не за мене. Знаеш нешто за него? Не. Знаеш каде е ковчегот? Не. Бела ни кажа. Ти уште веруваш во тие баки за ковчегот? Верувам, кука. Ти си за лопардовци. Да знаеш дека вака не баш не да доаѓа. Па оди си! Оди! Скапи во тој твој малограѓански бидермајер, живеј нормално во тивка, семејна среќа. Овој ли е човекот со кој јас и Бела сонувавме дека небото ќе ни расне шатор каде ќе не стемни, а денот ќе го собере каде ќе не раздени, дека ќе даваме представи о непознати градови. Овој ли е човекот со кој јас и Бела крвта си ја помешавме под јаболкницата и се побратимивме. Се сеќаваш, кука? Бела не можеше да се пресече на прстот и плачеше. Велеше, јас сум предавник, не можам да си пуштам крв. Па ја боцнав со трн од ружа, а ти и ги држеше дланките на очи. Кој бил предавник, кука? Ти ли ќе ми зборуваш за предавство? Ти! Ти ме зарази со тие твои сенки и потоа ме остави сам. И тоа ме продаде за женско, бе, брат. И што требаше да правам? Да чекам да се вратиш од таму, така? Месијата го напушта Божјето стадо и вика, почекајте, овчички, ќе се вратам, само да завршам една работа со едно курвиче. И кој Господ си ми ти? Дека беше ти таму изумреа сите водачи диктатори, Господ е мртов. Но ни една овца не стана овчар. Ау, да, точно. Не станав овчар, станав газда. Научив да купувам, сега идеите се мртви, парите живеат. Водачите имаат само идеи. А откаде ти тебе право да водиш? Зошто морам јас да го жртвам моето тело за твојата идеја? Бати идеите, бати светот е добар. Не треба се поправа со идеи. Само треба се купи за да стане твој, да те прими, да живееш во него. Погледај се, брат, на што личиш. Нема што да јадеш, на улица си, а мамо зборуваш за некакви сенки. Ќе паднал светот да грса, ако му покаже словенски самовили и ламии. Не продајме ти ме на филозофии. Долго се лекував од тоа.
Кој те лекуваше? Татко ми, Што Илјаш ти кажа, бе, Кука? добро ја. До 100, до 200. Па до 300, па до 400, па до 500, па до... Стара финта, Кука. Дај му на човек да брои, ако не сакаш да ти доседе. Ќе умре и нема да доброи. Кукла. Со стариот отвараме кожаница, ќе ставиме кожи за Европа. Ако останеш, може да те примам. Си биле двајца пријатели. Едниот си отишол. Колку стана? Кажи, ти знаеш да броиш. Каде е ковчегот? Никој не знае. Кукла! 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 Како можеше да кренеш нож врз мене? Се напи лек? Се напив. Се тресеш. Што се тресеш? Темо вели нема дејство ако прескочиш. Го исклучиш поред? Го исклучи. Го исклучи? Го исклучи, а лампичето свети. Гледаш, не е баш на нула. Малко е поналево. Треба да биде на нула. Не треба ни десно, ни лево, туку на нула. И тогаш не свети лампичето. Не беше баш на нула. Не слушаш? Не беше баш на нула. Што тема тебе, Цвето? Што ми е? Ти ме прашуваш што ми е? Јас те прашувам. Арсо, земи пиштол, убий ме, само не третирај ме како идиот. Знам, сонувам чудни соништа. Болест ли е тоа, бре, Арсо? Еве, знам да го исклучам споредот, знам дека не е на нула. Само и не може да биде на нула, зашто прекинувачите се од стар модел. Но и нашиот нулата е малку подесна. А на новите е малку полево. Добро. Погледни, така ли е, бре, Арсо? Абе, за војската е сигурно само тоа што е сигурно. 101% и готово. Ова не е војска, Арсо, ова е куќа. Абе, да беше оваа куќа, немаше јас да бидам нула. Никој не ме запи за нормален постав онаа глупост. Да не зборам кој ме тераше да им го дадам подрумот. Сите вестници уживаат. Заставник подметнал пожар во службен простор. Секта во воен подрум. Заставник подметнал пожар преку синот. Дајм го. Деца се, подобро да се играат со сенки и со кукли, отколку да се коцкат или да се дрогираат. Ама не биле само сенки, зашто сенки не раѓаат копилиња. Арсо, не викај, ке те чуе. Па што ако ме чуе? Го ранам, го облекува, малку ли е тоа? Абре, и на улица да е најдено, пак ќе го нахраниш и ќе го облечеш. На тоа дете му треба татко. Ке си го најде! Да бе, ќе си го најде. Нека си го најде, само зашто што не доаѓа во никаква комбинација. Кога умре, мајка им на Бела и на Цеца, дедо им дојде дури од Белорусија да ги чува. Ама, ете, излезе човекот инвалид. Не беше инвалид, беше лудак. Бела го чуваше. Девојчето не знаеше за игра, и кога се играше со гугутките во градината. Еден ден ме праша: тетка Цвето, зошто гугутките имаат црно околу вратот? Не знаев што да ја одговорам. И јас не знам што да одговорам. Долази 22 децембар. Сите ќе добијат нови униформи, јас ќе останам гол. Како? Не ли ти зедоа мерка?
Ништо тоа не значи. Горе ќе реше дали сум ја заслужил. Кој горе, бре Арсо? Надлежните. А си ги видел некогаш? Што има да ги гледам? Арсо, како можеш да примаш почести од луѓе што не ги познаваш? Од кај знаеш дека се честни? Војник сум, морам да верувам. Така е. Добро да еве, и Темо не доби униформа, а колку време работеше во војното. Темо не веруваше, а плюс тоа отиде во приватно. Како да не, ајде го мразиш, што ти има пари. Го мразам затоа што ми ги крие чизмите. Арсо, бре, па ти не знаеш за шега? Еба ти шегата. Да му криеш чизмите на комшијата, кому се најпотребни. Здраво живо, комши! Што правите? Света. Еве Темо. Арно прави ме, ама лошо излегува. Цвето, пиеш ли од лекот? Само вчера прескокна. И сонив Темо. Кукла се вратил. Стои она му наврата, со сонце на десното и со месечина на левото рамо. Кукла, синко, не стои наврата, влегува и внатре, му велам. Не смеем да влезам, мајко. Патишта многу треба да одврзам. Кукла, синко, ни едно време е за одврзување патишта, влегува и внатре, кога... И одеднаш го снема сонцето. Остана само месечината на левото рамо. И отиде бос по патот. Не. Нечи? Не. Уште сонуваш? Не, Темо, не. Кога пијам, не сонувам. Тогаш, како да сум умрела. И си велам во сонот. Цвето, ти си умрела. И тоа нечи. И тоа нечи. Не, сонуваш дека не сонуваш. Подвезе мај навечер, Цвето. Многу горчи, бре, Темо. Со млеко, бе, Цвето, со млеко. Ама горчи. Со млеко. Арсо, слушна ли? Што? Се шушка дека војската си оди. Како? А 22 децембар дан армија? Кој ти мисли на празникот? Цвето ти реков подвезе мај навечер. Подве, Цвето. Лоша работа, Арсо. Кога? Си замина од Словенија, си од Хрватска. Кој е вечерас дежурен у болници? Ја, зашто? Онака прашам. Ајде, останете со здравје. Темо. По две ти рече. Кажи, Цвето. Фала за советот. Аман, мори, Цвето. Аман. Фала за советот. Што се вели, со Арсо во едни чевли израснавме. Ајде, останете со здравје. Од љубов во уста си плукавме еден на друг. Кај си ти денес на работа? Кај си ти денес на работа? Не сакам да работам кај тебе, Бела ми праќа пари. Па судот тоа не го признава. Ако не работиш, тогаш ќе мораш во дом за напуштени деца. Малолетна си, немаш роднини. Ти да не береш гале за мене. Ами знаеш кој е дојден? Знаеш кој е дојден, Се тресеш, го сакаш уште, нели? Го сакаш уште, кажи. Урастанувај мртво, мајко, да ти имам... Пушти ме, педере! Бега, ќе викнам милиција! Милиција! О, милиција! Ајде, викај милиција! Ајде, звони им, кажи дека сакаш во дом, викај милиција! Што ме кажеш што тучи никој не бори, звони им! Милицијата е моја мајка, бидејќи сега немам мајка, реши милицијата да ми биде мајка! Звони им!
Nemoj da gi budeš lujeco nijedno vreme. Stvarvaj, mrtvo, majku da ti imam, stvarvaj! Абе, зашто? Пушти ме! Не, безбедно да спиеш овде има врати прозорци, стадувај! Ти ги ми кажеш каде да спијам, ги му кажам на Темо. Тако, на Темо! На Темо ќе му кажеш Темо! 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 Ајде, кажи му на Темо! Звони му на Темо, Темо ми е татко! А бидејќи милицијата ми е мајка, на Темо му паѓа жена! Ајде, звони му! Зошто стоеше на пенџере? Зошто стоеше на пенџере? Гледав како врне. Добро, не продај ми ти мене романтика. Држеше шамиче во раката. Плачев. Не плачеше. Даваше знаци на некого. На кого, нели? Кука, тебе не ти е добро. Да! А тебе ти е добро, нели? Тебе ти е добро! Цел град чека свадба! Свадба! Каква свадба, бре, идиотеден! Ти не си ми ништо! Не те сакам, никогаш не сум те ни сакала, немаш причина да се грижиш за мене. А вчера? Што вчера? Тропак не отвори! Ушите ми беа полни со сапуница. А ушите ти беа полни со сапуница, ушите ти беа полни со сапуница, нели? А утробата, со што ти беше полна утробата, а? Знаеш што е ова? Знаеш што е ова? Ова е чекаче! Тебе не ти е добро, ти си пијан. Да, пијан сум, сигурно дека сум пијан. Ќе ги заковам сите врати и прозорци. Кука не е луд. Цел град знае дека Кука е газа. Ти од мене правиш бурава. Така. Си залюби едно моме, од малечко до големо. Легна моме, со кого легна пичка ти матерна, со кого легна. Се разболе, Така. Ево ти сега и појас за невиност. Еве ти појасче за невиност. Дај го мамо рачето. Така. Еве ти телефонче крај ноченцата. Еве ти и садче крај ноченцата. Ќе ми се јаваш на секој 10 минути. Гледај секоја порека да биде иста стилски. По содржина различна, кажи дека ме сакаш или така нешто. Ако не се јаваш, ако не се јавиш на 10 минути, ќе дојдам и гледаш што е ова. Знаеш што е ова? Ќе дојдам и со ова е чеканче. Со чеканчето вака, така. Ќе ти издрувам тоа ноченцата, така знаеш. Ако ти дојде некој, гледа да свршиш работа за 10 минути. И гледа да не бидеш отишала кога ќе ми се јавиш. Изгледаш ко да си видел мртовец. Кој време да се шеташ по бавчи? Ниедно време е и за мочање, Темо. Слушај, мислам дека е подобро да отидеш да се видиш со твоите. Ептен гајле береш за мене и за моите. Ти како да сакаш да се караш, а? Не! Да ти кажам, фала.
te pušti od tamo. Tebe ne te praša za mislenje. Slušaj, nemam više namera se raspravam su takvi kako tebe. Ti si otvoran svoja ordinacija. A kožarnica ta? Kaj znaš pak ti za kožarnicata? Kuka mi kaže. Što ti kaže? Дека ќе ме земе таму. Ќе ме примиш, Темо? Ako me zamoliš, ubavo. Ako kažeš, kako koga behte so, kuka. Malečki vospitani deca, molim te, čičko Temo. Kukla kako malo beš jedan ubav vospitan. Se iskurnazivte, porasnavte, da si jebete vekot. Dajte vam te guštam. Kukla, ajde na toliko! Ne snimaj! Ne snimaj ti! Kukla! Nemoj! Kako? Kako? Како бе, Темо? Дай стапот. Не можам ако не ги собличеш панталоните. Има смисла ова, бе. Кукла, ноќе шеташ по бавчи, сексуално си изживуваш врз немоćни инвалиди. Затворот е коинфективно, Темо. Заедно ќе лежиш, од друго ќе се заразиш. Ајде, соблечи шалварата, па ќе ти го дадам. Кукла, бе, дај штаките, бе, кукла. Слушај, немам ја врска со тоа частанеч. Да, само отиде со мој тип у Виена. Немам ја Добро, бе. Знаеш што ќе видиш. Змија. Од факултет. Варди си ја та една нога, да не ти ја искршат, Темо. Да си ја вардиш таа една нога. Зашто никогаш не слушаш на Тема? Ти мислиш, имаш работа со Сенки, а? Еве ти уште еден совет. Друг пат пази кај го откопчуваш лицот. Разбра? Повтори што реков. Да пазам кај го откопчуваш лицот. Чест! Абе, за ова у пеково ќе пиеш, бе, копиле. Ало, Рики, јас сум. Јави се кај Змија у Виена, кажи му ќе дојде оној тип. Можете го со нула. Сите словени се на колена. Југославија вади црно од под ногти. Бугарија продава државни резерви. Не отрува со тоа смрдливиот бензин. Чешка. Чешка, сите ги чешка. Проституција колку сакаш. Во Русија на еден му го украле прстот во трамвај, зашто носел златен прстен. Му го цвикнале со ножици за кроење праски. Во Полска собираат пијани по улица. Пиеле шпиритус, зашто немало ништо друго. Црна се чума зададе. Кукла ми доаѓа со музика. Кукла, синко, што направиш? Мајко, не можам да возам ако не ми свират, мајко. Престанат, паѓам. На пијаниот точекот му е поневерен и од жена. Синко, од каде точек? Го земал од подрум. На овој точек Арсон некогаш ме возеше у касарна на след за 1. мај.
синко, зошто не си дојде право дома? Вежбав, што да кажам. Ти не ме бакнуваш, бе, Арсо. Има тебе кој да те бакнува. Има. Stani, be, Arco. Stani. Da se smirim. Арсо. Арсо. Од каде знам дека нема нож? Судот извадив нож затоа што Кука лажеше. И ти лажеше. Сите рековте дека сум луд. За да те спасиме! Што да ме спасите, бе, Арсо? Каков греф е тој за кој казна е лудило, а? Што и направи јас на таа твоја држава? А сонцето што прави сенки, Арсо, а? Дајте му седатив, ставете го во лудница, пукајте во сонцето! А, кукла синко, касни нешто, пијан си. На судот рече дека свеќата си е турнал свесно. Заради тоа тоа е свесно, надлежните помисле дека јас сум те натерал. Сакав да ја спасам Бела. Ама пукна врз мојата униформа! Ти не си униформа, Арсо, ти си човек облечен во униформа. Жртвуваше татко за да спасиш курва! Ако повториш ще еднаш, ќе го убија. Знам дека за тоа те бидува, ама се убива за држава, а не за жена. Добро, бе, Арсо. Добро. Оди тогаш, нека те бацува државата, а, Арсо? Нека ти дише државата на уво, па да се ежиш, Арсо? Нека ти раѓа деца, нека ти ги подига. Убаво те подигнала тебе, гледам. Мене ме подигнала, Арсо, ама тебе ќе те спушти 2 метра под земја и тоа во државна кожа. Слушам, ти зеле мерка за униформата, а? Да, мене ме мерел кројача, тебе келнер. Цел град се смее за таа негова униформа. Те мој ми зборел. Арсо, те мереа лежечки или стоечки? Бати униформата, бати. Човек кој маршира у строј со воена музика, очигледно добил голем мозок погрешка. Доста му е и рбетен за тоа. Кажи нешто, бе, Арсо. Карај се со мене. Во најтенко те чепкам, а молчиш. За униформата ти зборам, Арсо. За униформата. Сакаш да ја пцујам? Да ти јебам униформата! Да ти јебам војната музика, да ти јебам војната болница, да ти јебам надлежните, Арсо. Молчиш? Нема да каже ништо, затоа што знае дека знам за Алфиревич. Го морал да го допише во списокот за униформа, оти го немал. А она со син ти му рекол, што син ми? Јас немам син, јас не познавам син. И го допишале во списокот за униформа, а потоа отишол да провери 2 пати да не случајно се избришало, затоа што сите со пенкало, а него со молив го пишале. Му снемало пенкало на Алфиревич баш код заставника Арсета, па му досадил и му рекол, марш у пизду материну, а овој рекол, разумем. Па кога разуме што ти рекол, што не му искаш и забей. Немој, синко. Што немој? 7 години еднаш не дојде да ме види. За него човек не смее да сгреши. Ако сгреши, не може да се поправи. Ако се поправи, не е доволно поправен. Ја слушавте емисијата Тоталитаризмот на војската на радио препорот од Идризов. Си одам, Цвето. Каде? Ќе се качам на авион и на запад. Од кафанска маса погоре не си се качил. А да ти каже тато ти една бајка, за кога фантазираш дека на запад нема Алфиревичи и дека таму продава слобода на кило и на метар. Седи. Седи! Во некое племе, луѓето си живееле многу убаво. Си имале тотем и богови. Еден ден, дошле тие од запад и им залепиле на тотемот слика од гола манекенка. Почнала војна за 3 дена, крв до колена. Си ги тепале жените затоа што биле црни. И додека тие се тепале, кој да земе сликата од манекенката? Таа девојка умрела негде на запад, во нека болница од ТСБ. ТСБ. Тројна срамна болест. Трипер, сифилис и сида. А другите, Арсо? Другите уште се колат.
Не кажуе ми ти мене што е Запад. Запад! Запад се гуши во прав! Сум јадел јас труманови јајце кој не си знал уште што е исток, што е Запад. Ќе го отвориш кесичето, ќе го сипеш прашакот, ќе разматиш и оп! Волшебно стапче! Кајгана! А смрди! Не се дојадува, ама веруваш дека е кајгана затоа што така пишува на кесичката. Јаја у праху! Е, фати Западот кој јајата им се у праху. Не одам таму по слобода, Арсо. Одам по мојот ковчег. Кукла, синко, ми вети дека со тоа е готово. Стани, бе, Арсо. Стани. Ти се смири, ме. Ти не сакаш да имаш син. Но јас сакам да имам татко. Стани. Последен пат те молам. Ти барем знаеш што значи на колена да молиш. Арсо, син ти те моли. Гледаш дека е пијан. Не сме пијан. Да има татко. Си одбран ти татко. Да ти кажеше старецот од Белорусија жив во гроб да влезеш, ќе го послушаше. Цвето. Подај куфер. А детето? Нема да го видиш. Не. Ти реков дека не е негово. Пушти го сефот. Дигни ги рацете и сврти се полека, ако не сакаш да ти ја дупнам главата. Полека, смири се, мали. Овде јас наредувам. Кој си и што сакаш? Само поминувам тука. Па баш покрај мојот сеф, а? Тато? Ова е некакво недоразбирање. Не, баба Цвета има слики од тебе. Од каде знаеш дека сум ти татко? Па мама ми кажа. Ја знаеш, мама? Онака. Јас и неа и тебе ве знам само онака. Убава фамилија. Има и полоши. Еве овие темовци. По цели денови дежури. А зошто? А темо ме фати како копам во дворот. А зошто копаш? Дедо Арцо вели, сигурно има закопано копчег со злато во дворов, штом толку несреќа носи. И ти го бараш? Замисли да го најдам, ќе треба да си купам нов сеф. А и Темо го бара? Темо не знае за тоа. Ама се лути ако копам. Не знам зошто. Еве, пред некој ден ме фати како копам, ме гризна за ово и ми рече, вака ќе те гризам за ово и ќе ти ја цицам крвта, се додека не ти истицам целата крв, така да знаеш. Бре, и ти му веруваш? Ти смеј се само, ама тој не е здрав. Вчера сакаше да е цица и цеца за ово. Како змија е. Сакаш да кажеш како пијавица? Змиите не цицаат крв. А точно ли е тоа дека змиите настанале од змеови, зашто им закржлавеле нозете? Па и на Темо едната му е закржлавена. Значи, некогаш бил змеј. Ајде, легни и спи. Значи, ти не сакаш да ми бидеш татко, нели? Абе, мали, ти во слободно време татко бараш? Немој да си груб, така да знаеш. Легни и спи. А ако ти дадам нешто што си должен да ми го вратиш,
Ветуваш дека ќе се вратиш? Да, ветувам. Добро, еве, под перница. Мајките ги чувам под перница, Секој крадец прво ќе се намами на сефот, а таму чувам само динари. Значи, како да те викам сега? Па, по име. Да не сакаш да си купиш татко за 100 марки? Ти си круп, така да знаеш. Тој е. Не ме праша како се викам. Цвето, Што е? пожар. Во магазинот повторно изби пожар. Арсо, каде ти се чизмите? Па не знам, имаше 15 минути дека да се разбудам, задзвони алармот, кога станав немаше ни трага од нив. Како бре, Арсо, па ги он не гори? Не знам Цвето, ама немаше ни трага. Дека е синови? Синови. Заминам некаде с ношти. Дека е заминал? Не знам. Отиде некаде со авион. Но ке ни птица не лете. Морал да е негде у градот до Сабајлина. Мислите? Еднаш имало пожар у тој магазин. Како мислите дека е купил? Ништо јас не мислам. Се гледа. Што се гледа? Дека ништо не мислиш. Не се зборува така со постара жена, мајка му е. Господјо, да беше полнолетен, ке го приведе. Слушај, мали, јас прво пукам, после разговарам. Ти, обуче ли ти тргај. А ти, мали, многу не брљави, да нема мави на сите девам овде. Земам со готвим дека. Арсо, каде? На разбит у команда. Кој сте вие? Што барате овде? Барам еден човек. Змија. Седнете. Знај, не кашлайте ве, молам. Сите тие вируси одат право во мене. Знаете, младичок, Господ е против мене. Секоја пролет ги коти тие инсекти, а јас морам да ги уништувам. Алергичен сум на полен. Бог ме мрази, зашто сум способен да му конкурирам. Со него сум во војна. Сонувам еволуцијата да ја вратам назад. Замислете, од пеперот ќе би се добивале гасеници, а од луѓе змии, серпантес. Ќе се покаже колку е смешно што човекот се смета за совршен. Вие ги ловите? Ги ловат. Плаќам ловци. Ги пекат во формалин. А потоа јас им ги стружам
крилцата со жилет за секој случај. Под кожата сме сите исти. Симнете му ја на човека кожата и ќе добиете куп месо. Куп месо. И вашиот исток е преполн со пеперутки. А од каде знаете дека сум од исток? А влеговте ненајавен, запаливте цигара без дозвола. И кашнате, младичу, кашнате. А што барате овде? Ковчег. Овој? Не. Го познавам мојот ковчег. Ковчегот е да ја криев на трешноста. Тоа важи за човек. Луциден сте. Луциден сте. Вие мора да сте модерен, словен, површен. А мислам, не љубопитен. Старите словени сигурно би го отвориле од љубопитство. Тоа е стар словенски сензибилитет. Отворале и гробови. Ги отворале за да проверат дали Господ е во право кога вели дека мртвите се мртви и дека нема да се вратат. И ете фигури на вашата фантазија. Вампир. Врни колакал. Ау! Ау! Еве секој мало си има свој вампир, нели? Ве фасцинира словенското љубопитство. Ме фасцинира. А што не знаете да профитирате од таа душевна мака со која Господ така раскошно ве обдарила, се вика фантазија. Фантазија. Сите словенски чудовишта ги откупи Холивуд и ги продава. Тоа е светска митологија. Што знаете вие за себе? Никој од вас не слушнал за Ви, господарот на сенките. А сите го знаете Франкенштейн. Кажете ми еден словенски бог. Не знаете, Христос ви е втор бог. Ве посвоил. Мислам дека се кае. Не постои друго племе на земјава што толку многу си ги мрази предците. Постојано сте во потрага по некој нов, подобар свет. Крв преврати, неверност кон татко, кон цар, кон Бога. Ако не ви се допаѓа семејството, го убивате татко. Ако не ви се допаѓа државата, го убивате царот. Ако не ви се допаѓа светот, го убивате Бога. А светот си е добар. Скарали сте со таткови, нели? Знаете, младичу, јас целосно го проучив словенскиот фолклор. Кај сите словени постои сказна во која детето со златно јаболко си избира татко.
Vam ne vije važno koji ve rodil. Vije si izbirate duhoven tatko. Biološki odgod frlate, smetate deka nema duh. A može bi i vo vaši od kovčeg se krije takvo jabolko? Uvelite, poslužajte se. Znači vi ovdje dojdošte po nekakav kovčeg. Da, to je slovenska genetska programa. Slovenska genetska programa. Dovađate ovdje u ovoj praktičan svet po nešto što ovdje go nema. Zapad ne raboti so kovčezi. To je istočna fiks ideja, fiks ideja. Točno li je дека зборот сохранение je slovenski? Što ste vi? Psiholog? Etnolog? Bog? Smirete se, mladiću, smirete se. Dramatizirate. Upotrebite gradacija. To je jedan vid slovenska retorička opsada pod koja ja sega bi trebalo da popuštam, ili to je jurišna, ura! Ne nasednujem jasna to. Sakam samo da razgovarame. Ne ste raspoloženi za razgovor? To je slovenska detska lutina, štrajk somolk, samoubistvo na zborovite, poznato mi je to od vašite ženi. No, jas, znajte, možem sam da zboruvam. Možem sam da zboruvam. Sohranenje. Sohranenje je čuvanje. U vaši zbor za pogreb se krije hranata. Princip na obnova i na večnost. Duši i peperutki. Duši i peperutki. Minljivosta ne može da se sočuva, mladiću. Tu kako včežinja ne pomagat, to a zapad ko shvati odavno. Nije naše to vreme, go konzervirame, vo konzervi. Imame duri bogovi od konzerva so točen rok na trajanje. Jas nemam ništa protiv istog. Ja sam samo protiv ludilo to što dođe od istog. Ну что ж, давайте музыку! Da si metne i v našoj strmi da preletne, da vidam ohrid struga, da vidam i da vidam da li slunce to i tamo ovaka mračno izgrevjat kako i vamo. Moskva, Moskva, da mi je znati i kad bi me još volela tvoja mati. I jednom kad budem imao i dukat žut, ja ću tebi dati. Ako majko, nek me vara, samo nek je upava. Si zaljubiv,
Lev Nikolajević, Vladimir Ilić, Josif Vissarionovich, Mikhail Gorbachev, товарищ Ельцин, товарищ Ельцин, čitaj kako pišeš, a piši kako su ti pročitali. Извините, пожалуйста, сколько долларов стоит вишневый сад? Ne znam. Što misliš? Da li Sveti Kiril i Metodij znaat za teškot? Za teškot. Знаете, što je to šizofrenija? Bolest na fantazerite. Šizofrenija je koga egnoto ke se rascepi na dve. Ludio te lud samo zato što si ima rezerven svet. Drskost. Drskost, mladiću. Istočan separatizam. Kakov prezir kon ovoj svet. Ovoj svet ne je moj dom. Od malo ovde sam se čustoval kako nagosti. Mojot svet beše vo sandakot. Vo mojot kovček ima senki i zlatno jabolko. Jaz go sakam mojeto ludilo i ne sakam da sam zdrav kako vas. I vi jeste podgotven si od ovoj svet da go prezrete i da go svedete na jedno jabolko i seki. Kakva straotna slovenska redukcija. Straotna slovenska redukcija. To se vika simbol, gospodine. Ne me interesira kako se vika to. Neka se vika i umetnost ako sakate. No to je sepak samo ludilo. Sonuvate do poluduvanja, a poluduvate masovno. Ludnicite vi se mitski mesta, sonot vi je ideologija, mozokot vi je ritualiziran. Znajete samo za obredi što neki razbirate, razdavate hrana na grobišta. Jadete, a vi se gadi. Nasiti im se gadi, a niko i ne kažuva. I vi je to ako vikate kako? Junaštvo. Pa to je mazohizam. Mazohizam. Ko ima tamo? Znate što je virus malus? Jabolknica. Vo prevod drvo na nesrećata. Vodi kon soznanje. To ali go barate ovdje, mladiću. Ajde kažete da i otvorite go vednaš onoj kovčeg dodeka ne sum se premislio. Ni traga od jabolko, a ušte pomalku zlatno. Od kada bi se ovi ikoni? Gdje donese jedan vaš zemljak? Za se koja svetica baraše po jedna noći su mojite manekinki. Gospode Bože,
Вие сте моден креатор. Што креирате? Чевли за мртовци. Исплатлива работа. Се прават од картон, се боядисуваат со водени бојци и онака брзо ќе се распаднат. Вашите манекенки носат чевли за мртовци? Тука има нешто чудно. Не. Тоа не е чудно. Тоа е шизофренично. Не читате статистика, младичу. Не читате статистика. Една статистика, например, вели дека 50% од луѓето по еден погреб уште на пат за дома имаат сексуален однос. При средба со смртта човек сака да го потврди животот преку секс. Не мораш да излегуваш, Албина. Само онака спомнав. Секс. Сега се сомневате. Сега сте вистински словен. А пред малку ме лажевте. Рековте дека сте дојден по некаков ковчег, а не покажавте никаков интерес да го отворите. Го потиснавте својот словенски сензибилитет. Тоа не е добро, младиче, тоа не е добро. Вие немате поим што е тоа сензибилитет. За вас тоа е само збор што се учи од речник, како и градација, пирус, малус. Бело! Што сте полиглот. Знаете дека Албина значи бела. Вашата бела овде дојде да стане манекенка, а всушност сакаше да биде гола. Да му се згади на човека од тоа ваше словенско соголување. Би се сликали и на рентген, за да бидете поголи. Доаѓате овде и плукате на вашиот исток. Мислите така ќе станете Запад. Запад ви е обсесија. Обсесија. Ако Запад каже дека лајното е Симит, вие ќе поверувате. Симитче! Симитче! Предпоставувам дека ќе сакате да ја поведете со себе. Овде е веќе потрошена. Цената е обичен трансфер преку граница. Ако се решите, на граница ќе ве чека наш човек. Возинката е змија. Ќе му го предадете ова и ќе се вратите по Албина. Мислев дека тргувате со кожи. Да. Тоа е само прашак за штавење кожи. Не викај ме така. Што е таа шамија?
Albina, Ме бацуваат секаде. се шприцаш? Душата ми е прав. Како мала, јадеше шеќер, за да бидам сладка како дјаволко велеше. Мама умре од шекер. Како може од сладко, а, кукла? Треба од горко да се умира. Се е обратно на овој свет. Зошто ја турна свеќата? Лажев. Те лажев. Никогаш ништо не сум чувствувала, кукла. Никогаш не сум сонувала ништо. Само кога змија ќе ми даде доза, се претварам во гугутка и летам. Летам дома на твојот прозорец, тропам со клуната, ама не ме препознават. Што бараше? Ме сакаше? Ме сакаше ли, Албина? Знаеш. Знам дека се дупеше со тебе. А може би тоа е љубов. Сакаш еден, а се дупиш со друг. Што знаеш ти за љубовта? Знам дека под јаболкницата очите ти сјае. Дојде во бордел да ми кажеш дека сум курва? Дојдов да ми ја кажеш приказната за ковчегот, Албина. Сакам да ми ја кажеш приказната за ковчегот, Албина. Не знам никаква приказна, не помнам никаква приказна. Ќе те задавам ако не ми ја кажеш, но да не кажеш онека како кога ти сјаја очите под јаболкницата. Сакаш да ја чуеш? Как чуеш? Можам да повторам 100 пати и пак ништо да не чувствувам, како што можам да се ебам 100 пати и пак ништо во мене да нема освен прав. Слушај. Дедо ми од Белорусија бил авантурист. Скитал по Карпатите барајки злато, поставил шатор крај некоја река и плакнел. Една ноќ, враќајќи се од еден пријател, забележал дека крај шаторот никнала јаболкница. На врвот се нишало златно јаболко. Бидејќи имал испиено многу водка, заспал. Кога се разбудил, од јаболкницата немало ни трага ни глас, но јаболкото не му давало мир. Зел копач и почнал да копа на тоа место, да не би да најде некој корен или нешто. Го откопал ковчегот. Помислил дека е злато. Но во него, меѓу стотици стари кукли за сенки, сјаело јаболкото од претходната ноќ. Сватил дека во тој ковчег е закопан целиот свет на еден предок, но не знал каква представа си игра со тие предмети. Од тогаш заборавил на златото, не се делел од ковчегот ни дење ни ноќе, одел по села и градови и барал луѓе што ќе го одиграат точниот текст на сказната. Она што и ние ја играме. Ти не веруваш во тоа? Колку нема смисла стварност! Тебе треба да ти се каже дека не може слон да лета. Треба може би јас да се грижам за тебе, а? Да ти смислувам бајки за да не го допреш овој свет, а кој ќе се грижи за мене. Дедо ти не дојде од Карпатите, Бела.
Кога умре мама, дедо избега со ковчегот од Бардовци, а те мо знаеш. Значи, се било само обично лудило. Спиеше со тема, за да не го вратат дедо ти там. Не може во дом, кукла? Кога дојде Господ, ти имаше само 5 години. Не спиев тогаш. Спиев кога имав 17. После 12 години му кажа фала на тема. Зошто? Оти дадов збор. Знаеш што е збор? Дадов збор како 5-годишно дете, не знаех како спиев машко и женско. Мислиш дека ќе ти верувам? А со змија и со сите овде, а? Со сите? Те му рече, оди со змија и прави како што ќе ти каже, ако сакаш пак да го видиш, кукла, милицијата е моја. Ти се курваш затоа што ме сакаш? Не се смее, не ми веруваш затоа што сум наркоман, не. Не ти верувам затоа што немам смисла за стварност. Зошто не ми кажа дека ме сакаш? Да ти кажа? Да не ја турнев свеќата немаше да знам. Дознав тогаш на судот кога рече, јас ја турнав. И никогаш не ме топи. Зашто не сакаш со мене во затворот? Не сум била во затворот. Петот беше кога дојде. Лежев на креветот, а ти гледаш од прозорецот и тогаш рече, гледај, нешто се случува од куќата од спротива, изнесуваат мртовец. Сакам да спијам со тебе, рече. Те фати за рака и ме рече, не ме допирај, ќе ти го одгризам увото. Зошто, Бела? Зошто? Не беше лажно, те позакав од страх да не умрам. Не продавај ми теории од змија! Пред да дојдам кај тебе во затворот се тетовирав. Пишува кука. Значи, си го сакал? Цел живот бев нечија кукла. Сакам некој да ме жигоса како говедо во стадо, да бидам нечија, да му ракирам деца како крава, да му јадам од рака, а ти беше чор. Кога замина ми требаше некој. Ти си се срамела да се соблечеш поради тоа. Го видел тој тоа? Му го покажав од јаблокницата. Ми врза шамар. Рече требаше да пишува кафе кука, а не кука. И тогаш. Си го сторила тоа под јаблокницата. За пари. Не. Прв побарат. Ти никогаш не праша. Бев мал, имавме радио, политирано козар, светеше зелено кога свиреше. Арсо го купи на кредит, го внесе дома и рече, можеш само да го гледаш, но не смеш да го допираш. Цел живот тоа ми се случува. Го гледам животот, но не смеем да го допрам, како во музеј. Додека му успива,
гледа во зеленото око на радиото. Со ноќи слушав гласови, музика. Замислував дека внатре има мали човечини што пеат, играт, скокаат. Таму течеше животот, а јас бев од другата страна. Тогаш сватив дека внатре има нешто што морам да го видам, морам да го допрам. И еден ден се доближив до кутијата со штрафцигер. Колку само студено шкрипеа штрафовите по штрафцигерот. И потем дојде големиот миг. Го кренав капакот. А внатре немаше ништо. Неколку лампи, жици и потенциометар. Цела ноќ плачев, Бела! Прости ми, Кук. Чие е детето? Мое. Зошто го остави кај мене дома? Сите што ме допира ме повредуваат, само ти не. Многу убава фамилија. Наистина има сјајни очи. Очите ти сјаат како тогаш под јаболкницата. Тоа не е тој сјај. Ми треба доз. Дај ми доз. Одам пред да изгре. Темо го закопа ковчегот во дворот и спасив само кукла. Не дојдов по ковчегот. Зошто дојде? За да видам што чувствувале кога биле во теб. И? Не можам да ти простам. Врати се! Врати се, кукла! Земи ме! Сакам дома, кукла! Си била? Една бела девојка. Немала мајка. Маштејата й рекла: еве ти црна преѓа за наизвор. До вечер да избелиш ко снег, инаку не враќај се. Кутрата девојка. Белела, ама црно ме себе. Фатила да плаче. Ја ставила преѓата околу вратот и се обесила. Но Господ се сожалил и ја сторил гугутка. Седиме така со син ми кукла до едно дрво пресечено. А Жешко земјата се поти не се издржува. Јас во новата униформа, а тој гол како од мајка роден. Што си се облекол така во кожа? Гледај, и златни копчиња има сошиено на кожата. Си се закопчал од стомак па до грло. И ти си жив закопчан, бе, Арсо. Откопчај се. Жешко е. И почна да се откопчува, а крв му тече од дупките на кожата. Од доздола живо месо и крв. Зедов и јас да се раскопчам, кога копчињата ми виснале како око на слепец пред испаѓање. Како која го допирам, така паѓа. А од доздола, исто како кај кукла. Живо месо и крв. А кукла се смее.
Каде ти е кожата, бе, тато? Па ти цел живот униформата на голо си ја носел. Без кожа, бе, тато. И за прв пат во животот не ми вели Арсо, туку тато ми вели. И се смее. А јас се будам целиот во пот. Јас никогаш не сум сонувал темо да ми дадеш од лекот на цвета, а? Арсо. Тебе не 2, 4 лажици ми треба. Ми вели вчера Алфирович, чизмите му ги вакцинираат зашто касаат. Вели, како се то десило, Арсо? Не знам, друже капетан, али десило се по други пут, Арсо, каже. Десило се, друже капетан. Среќа твоја што никој не е настрадал. Па настрадал е, друже капетан, не му велам јас. Настрадала е моја кожа, а мени е кожа као униформа, друже капетане. И го тестирам, а он се смее. А кога се смее, каса кај надлежните. Знаете ли луѓе? Еве, вежбаме со купчината свет. Ајде налев, така, сега свети. Арсо, го сретнав Алфиревич. Ма немој. Да. И? Видиш што ми даде. Вели, ево темо, заслужио си. Униформа. Денеска стигнале од кројачницата. Друго? Не рече? Те поздрави. Те поздрави. Слушај, Арсо, го купив магацинот за кожарница. Кој магацин? Оној што изгоре на твоето дежурство. Како? Па јас не сум прашан. Под истрага си, Арсо. Нема што тебе те прашуваат. Биди среќен што не те гонат. Арсо. Много им веруваше, ти велев јас. Тако, слушај, ако пак толку многу ти се допаѓа и ја сакаш, земја моја, и онака мене не ви треба. Темо. Кажи, Цвето. Марш. Цвето. Марш напон! Цвето, се напи лек? Се напив, е. Се напив. Пак сонив. Една гугутка. Цела ноќ ми тропаше на прозорицот. Издагов по неа во градината. Јасна месечина. Јаболкницата пресечена. Ама имаше сенка. Арсо, како може да има сенка нешто што не постои? И одеднаш направа полноќ. Почна да расте. И растеше. Високо. Високо дури до небото. И расцвета. Сетив мирис. Господе, како може да сонувам мирис? И одеднаш пушти плод на врвот. Едно златно јаболко. Се качив, го скинав.
go skinav. A to mi svetivo racete kako jasno sonce. Kako može da ima sonce pod mesečina? Gozedov go vnesov natri i go staviv nad glavata na deteto. A toa mi spijеше tako da je vodomot na dalečните predci. Arso, kako možev da sonam vakov son? Кота 310. Дрога. Прати еден ковчег. Од лимените. Избумнувањето на пожарот, пациентот е почнал да сонува чуден сон, запирка, по кој е побарал да се лекуе со медицинска помош. Точка. Медицинска помош, точка. Неговиот син, заедно со него е седел гол. А чекай, не може овака чичко тема. Ние ова мора да го средиме прво граматично. Дебе, Цеце, приватно издание. Приватно? Слушај, кажи ми како ти се допаѓа насловот Поглед под коша. Супер. Ако темо нешто знае, ја знае душата човечка. Цеце, дали ти студи? Мене цел живот ми е студија. Ама затоа е тука темо да се грижи за тебе. Негови се судиите, негови се докторите, негови се полицајците. Не, море марш да ти ема мамата педофилска! Што е ти? Не си на граница. Каде си кожите? Губија кукла на граница. Бог да го прости. Бог проштива, ама јас не. Синко! Синко! Во животот, синко, не си ми рекол, пу да ти ебам тоа глистата дебела! Кукла, јас ја исеков јаболкницата. Ми беше страв да не се обесам. Покажи, синко, татка си. Со нишан златно јаболко. Dragi gledači, dobro večer. O teško to.
Zurli štom divo ke pisat, štom tapanke grmne so podzeme nekot, vo gradive zošto žal luta me stiska, v očive zošto mi navira reka i zošto mi ide da plačam ko dete, da previjam race, da prekrijam lik, da grizam jas usni, stegam srce kleto, da ne puštam krik. Ovdeka ima zapirka. O, teško to. Starci izlegu vateve. Na čelo im misla, v oči im vlaga. I prvi očekor pomekata treba je miren i baven so zdržana taga. Tuka bi stavile točka. Od krvava bolka, od robje kleta, vek po vek što nižal od krvava misla, za radost načela, za sloboden svet, od pesna, za ljubov što gine so pliskot ko žerav volet. Е заминал, Не знам. Отиде некаде со авион. но ке ли птица не лете. Морал да е негде у градот до Сабајлина. Мислите? Еднаш имало пожар у тој магазин. Како мислите дека е кукла? Ништо јас не мислам. Се гледа. Што се гледа? Дека ништо не мислиш. Не се зборува така со постара жена, мајка му е. Господјо, да беше полнолетен, ке го приведе. Слушај, мали, јас прво пукам, после разговарам. Ти, обучели ти тргај. А ти, мали, многу не брљави, да нема мави на сите девам овде. Земам со А со каде? На распит у команда.